Македонски христијански подкаст. Вера, надеж и љубов за Македонија. Здраво, добре дојавте во втората епизода од третата сезона на Македонскиот христијански подкаст. Денеска со Никола ќе снимаме епизода поврзана со молитвата и нејзината улога, односно употреба во христијанскиот живот. Па ќе почнам како вовед за тоа што значи зборот молитва. Според македонскиот речник, молитвата е обраќање со молба до Господ или до некој светец, посебен текст за такво обраќање. Исто така го најдов и на англиски што значи, според речникот Британика, и ја преведов дефиницијата слободно на македонски. Во слободен превод на македонски дефиницијата е: молитвата е акт на комуникација помеѓу луѓето со нешто што е свето, односно Бог, односно со невидливиот свет или со надприродни сили. Ова е еден вовед, според речникот, кога станува збор за молитва, значи е еден вид на разговор помеѓу луѓето и нешто што не е видливо, односно Бог во случајот. Сега би го прашал Никола што представува молитвата и дали Бог ги слуша нашите молитви и одговара на нашите молитви. Да, па почнам да кажам, значи сепак ние тука, како што има повеќе пати кажано, не сме дадени да ние тие што кажуваме или нешто експерти, тука едноставно само споделуваме нашето искуство со Господ и како поверувавме, нормално повеќе пати сме кажале и наред да речам, може да кажам дека наред дојде да зборуваме за искуството, за нашето искуство за молитвата, односно комуникација со Бог. До сегашниот живот, мој како христијанин, јас имам разбрано дека тоа е едноставно комуникација помеѓу нас и Бог и зборување, односно комуникација или општење. Може исто така да се искористи зборот општење помеѓу нас и Бог, и сум сватил дека поради во тоа што во твоето прашање ставаше дали исто така Господ услушува молитви, односно дали се обраќа на нашите молитви, дали ни враќа нашето зборување. Јас би рекол апсолутно да, ради тоа што пред се молитвата е едно од најклучните работи што еден христијанин може да ги прави или да ги има, или со други зборови, комуникацијата и општењето со Бог е едно од најбитните работи што еден човек или христијанин може да ги прави. И најбитната, значи побитно тоа зборувам од кога ќе поверува, а и пред да поверува, може да го направи. И како што кажав, разговор со Бог, и на тој начин ние сме тие кои му зборуваме на Бог, кои ние му кажуваме на Бог тоа што ни треба, или најповеќе искрен да бидам, бараме од него, одиме најповеќе кај него да бараме, а најмалце за мене кажам, за жал, да му благодариме, да му благодарам за тоа што има направено за мене, го прави, ќе го прави, и го дава, и ќе го дава и така натаму. Обратното, кога тој нас ни зборува, тоа може да биде, да речем, во форма на преку Светото писмо, тој ни зборува, сепак се разбира кога го читаме, или во некоја друга форма, може на некои луѓе, може му се случило, или му се случува, дали преку сон, или во некоја визија, Господ сака нешто да ни каже, и од нас е, како и што кажавме преходно во врска со молитвата, тоа што сме разбрали дека е да комуницираме, да искомуницираме со Бог, што значеше тоа, ако не го разбиравме, неговото зборување, дали преку сонот или тоа што сме го прочитале во Светото писмо. И јас лично до сега што сум читал во Светото писмо не се сум разбрал, и допрва треба да разбирам многу работи и да учам, ама за тоа ми треба Божјата мудрост, и за тоа јас го барам Бог од тие причини. И да, врска со тоа сакам еден стих да прочитам, кој мислам дека совршено ја кажува едноставно молитвата, и кога ќе се најди некој човек во X ситуација, како треба да изреагира.
Текстот ќе биде од Филипјаните, 4 глава, 6 и 7 стих. Таму вели: не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба со благодарност искажувајте ги своите прозби пред Бога. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Христа Исуса. Значи, јасно, доволно јасно ни кажува овој стих дека ние како луѓе си се грижиме и не треба тоа да го правиме, значи не треба да се грижим за ништо, не треба да се плашиме, не оти стравот, неизвестноста е дел од човекот, дел од човечките емоции и дека треба да му предадеме се на Бог. Тука вели дека треба со прозби и молитви, преку прозба и молитва да му искажуваме благодарност. Господ Исус, ти лично ете, јас го читам овие стихови ги читам, ама прашање е колку го правам тоа, дали навистина му благодарам преку прозби и молитви на Бог и му предавам се, или не, јасно вели текстот дека не треба само мал дел од нашите проблеми и нашето јас да го предадеме на Господ, туку целосно, да му се предадеме, значи целосно да ги предадеме на Бог и целосно да му се предадеме на Бог и Бог така ќе не користи и така ќе имаме вели Божи мир, значи Господов мир кој го надвишува секој ум и ќе ни ги запази нашите срца и нашите мисли во Христа Исуса. Ако го правиме тоа, резултатот е, ова што го пише во 7 стих, дека Божиот мир ќе ни ги запази нашите срца во Христа Исуса, кој го надвишува секој ум. Надвишување на секој ум значи никој не може да го разбере тој мир што Господ го дава од кога ќе му се обратиме, од кога ќе дојдеме кај него со прозби и молитви во благодарност. Значи, надвишува секој ум, не може никој ум, дури неголемите научници, неголемите луѓе кои направиле за светот, за државите, за како иде историски гледано, не можат тоа да го сватат тој Божи мир кој Господ го дава. Само тој го дава и само тој знае колку е голем и само тој го зема на моменти. Тоа беше што го. Така јас вовет краток да додадам. Да, фала ти, Никола. Интересно од тоа што го прочита, нели, почнува со не грижете се за ништо, туку во се преку молитва и молба со благодарност. Значи, ние пред се треба да сме и благодарни. Значи, да му благодариме преку молитвата на нашиот Бог. Да ги принесуваме нашите просби, нашите барања. Значи, ние просиме. Како некој човек што проси на улица, така и ние сме бедни и просиме од Бог. Значи, бараме од Бог. Имаме потреба од Бог. Но пред се имаме став на благодарност во нашите молитви. Сме благодарни за тоа што ни го има дадено Бог. А Бог го даде најскапото. Го даде својот син на крстот, Исус Христос, умре на крстот за нашите гревови. Беше погребан и воскресна на третиот ден. Бог го даде својот син за нас. Ние имаме многу зошто да бидеме благодарни. Бидејќи Бог не возлюби и го даде својот син. Тоа е од непроценливо значење за нас. Бидејќи преку тоа имаме прошка на гревовите и вечен живот. Дали може некој да плати за да има вечен живот? Не може. Ниту едно богатство и целото богатство на овој свет да го собереме, ние не можеме да платиме за да добиеме вечен живот. Но Бог, по своја милост, по своја љубов, го испрати својот син да умре на крстот за нашите гревови, да ја плати нашата казна, казната за гревот е смрт, смртната казна ја плати Исус и ни даде вечен живот, како дарум. Значи не е тоа заслужено, не е тоа платено од нас, туку Исус плати скапо со својот живот на крстот, за да ги плати нашите гревови, а за возврат нас ни даде вечен живот, воскресна од мртвите. И секој вика што верува во тоа,
што го направи тој на крстот и го прифати за свој Господар и Спасител, тој има вечен живот. Тоа е она што ни дава таков став на благодарност. И со таков став на благодарност ние треба да молиме од Бог и да ги носиме пред Бог нашите потреби. Значи да просиме од Него. Тоа е доста интересно нешто што така беше дел од стихот кој го цитираше Никола. Интересно, често, барем во нашето обкружување, често, луѓето кажуваат тој човек кој, сега е кај Господ, се застапува за нас. Некој порано, од апостолите или некој друг човек. Но дали е тоа така? Значи сега тука ова што го зборуваме со Никола, јас од срце посакувам вие да го испитате. Зошто? Бидејќи ние христијаните треба да живееме во вистина, а не во лага. Затоа, како ќе го испитате тоа што го зборуваме јас и Никола, ќе го испитате со Светото Писмо. Бидејќи секој човек е лажец, а Бог е вистинит. Тоа го кажува Словото. Затоа, јас ви препорачувам, сето ова што го зборуваме, вие проверете го паралелно со стиховите ние што ги цитираме во Светото Писмо. Да, ние некогаш земаме само еден стих, меѓутоа има контекст. Читајте го нешто е напишано пред стихот и после стихот во продолжение, за да имате целосната слика. И сега, дали има некој друг застапник помеѓу Бог и луѓето, освен Исус? И кој е тој застапник помеѓу Бог и луѓето? Дали е тој Исус Христос? Или има и некој друг? Сега тоа ќе го прочитаме, а вие, на вас е оставено да го проверите. Дали тоа е вистина? Јас ќе ви цитирам од Светото Писмо, а вие треба да го испитате тоа. Бидејќи вашата вера треба да ја базирате на Исус Христос, на Светото Писмо, на Бог, а не на човек. Затоа ние ви го посакуваме најдоброто за вас и затоа ова ви го давам како една напомена. Еден совет, добро намерен. И сега, околу застапникот, кој се застапува за нас пред Бог, ќе прочитаме неколку стихови од Светото Писмо. Во прво послание Јованово, 2 глава, 1 стих, пишува: Чеда мои, ова ви го пишувам за да не грешите, но ако некој сгреши, кај Отецот имаме застапник, Исус Христос праведниот. Значи, апостолот Јован, во неговото прво послание, пишува дека кај Отецот имаме застапник, Исус Христос праведникот. Значи, Исус Христос се застапува пред Бог Таткото, пред Отецот. Тука, јасно, Јован пишува кој се застапува за нас. Ќе продолжиме понатаму во посланието до евреите, 4 глава, 14 стих. Имајки го големиот првосвештеник, кој преминал преку небесата, Исус, Синот Божи, ние треба да се држиме за исповедувањето на верата. Значи, кој е големиот првосвештеник, кој преминал преку небесата? Тоа е Исус, Синот Божи. Значи, во Стариот Завет, првосвештеникот влегуваше во најсветото место, еднаш годишно, тоа е во светината на светините. Светината на светините во Стариот Завет, таму беше ковчегот. И таму беше Божјото присуство. Значи, првосвештеникот еднаш годишно во Стариот Завет влегуваше во најсветото место во Божјото присуство. А ние сега го имаме Исус Христос, големиот првосвештеник. Тој е во Божјото присуство. Дали сваќате кој е Исус? Тој е и првосвештеникот. Тој се застапува за нас кај Бог. Не е никој друг, освен Исус. Самиот Исус Христос. Ќе продолжиме понатаму. Римјаните, послание до Римјаните, 8 глава, 33 до 34 стих. Тука пишува: Кој ќе ги обвини избраниците Божии? Бог е тој кој ги оправдува. Кој е тој што ќе суди?
Христос Исус, кој умре, но уште и воскресна, кој е од десната страна на Бога и се застапува за нас. Ќе го прочитам уште еднаш 34 стих. Кој е тој што ќе суди? Христос Исус, кој умре, но уште и воскресна, кој е од десната страна на Бога и се застапува за нас. Значи Исус Христос е од десната страна на Бог и се застапува за нас. Се застапува за тебе, се застапува за мене, за Никола. Значи Исус Христос е седнат од десната страна на Бога и се застапува за нас. Уште една потврда, уште еден стих во Светото писмо од Новиот Завет, каде што кажува дека Исус Христос е застапник, првосвештеник, кој се застапува за нас. Не друг. Исус Христос. Продолжуваме понатаму. Во Откровението, според апостолот Јован Богослов, во 12 глава, од 10 до 11 стих, пишува: И чув висок глас на небото како зборува: Сега настана спасението, и силата, и царството на нашиот Бог, и власта на Неговиот Христос, бидејќи е симнат клеветникот на браќата наши, кој ги клеветеше пред нашиот Бог дење и ноќе. Тие го победија со крвта на јагнето и со словото на своето сведоштво, и не се грижеа за животот свој дури до самата смрт. Овој стих, овие два стихови кои прочитавме во Откровение, ќе го прочитам уште еднаш 11 стих. Значи, бидејќи е симнат клеветникот на браќата наши, кој ги клеветеше пред нашиот Бог дење и ноќе. Клеветникот е некој кој не клевети пред Бога, а тоа е ѓаволот. Ѓаволот не клевети, не обвинува пред Бога, тој е обвинител. Меѓутоа, ние имаме застапник, а тоа е Исус Христос. И сега ни го дава тука решението, односно како ние го победивме тој клеветник кој не клевети или не обвинува нас пред Бог. Тие, односно сите ние што веруваме, го победија со крвта на јагнето и словото на своето сведоштво. Значи ние, верниците, го победивме сатаната, го победивме ѓаволот, го победивме клеветникот преку крвта на јагнето, крвта на Господ Исус Христос, на Божјото јагне и словото на своето сведоштво. Сведоштвото е, исповедуваме дека Исус Христос умре на крстот за моите гревови, ја пролеа својата невина крв за моите гревови. Ги изми сите мои гревови, ме изми со својата крв, ме направи побели од снег. Беше погребан за моите гревови и воскресна на третиот ден. Тоа е сведоштвото дека Бог направи се. Тој ме спаси. Поради жртвата на Неговиот син јас сум спасен. Не поради моите дела. Не поради моја заслуга. Бидејќи Бог одлучи така. Тој го испрати својот син. Бидејќи Исус умре на крстот за моите гревови. А не дека јас нешто направив. Да, тоа е словото на нашето сведоштво. Сведоштвото дека Исус умре на крстот за моите гревови. Беше погребан и воскресна на третиот ден. И преку неговата крв ние го победивме сатаната. Тоа е многу нешто силно. Да знаеме дека имаме од едната страна застапник, Господ Исус Христос, а од другата страна клеветник. Но клеветникот, обвинителот е поразен поради крвта на јагнето и словото на нашето сведоштво. Тоа треба ние да го знаеме и да го веруваме. Затоа ова сакав една мала паралела да ви направам со кој е застапникот и кој е обвинителот и дека ние што веруваме во застапникот Исус Христос сме победници. И според сето ова што го кажавме, може да заклучиме дека Господ Исус Христос
се застапува пред Бог Таткото и моли за секој ден кој верува во Него. Да, Исус Христос се застапува за тебе, за мене, за Никола. Многу јасно го кажува Светото Писмо. Никој друг не го прави тоа. Тоа го прави само Господ Исус Христос. Секако, ова можеби ќе ви звучи малце нешто ново. Можеби не сте го слушнале на овој начин. Затоа јас пак ќе ви кажам, прочитајте во Светото Писмо во Новиот Завет. Бог е вистинит. Тоа што го пишува тука е вистина. Тоа што го кажуваме ние, испитајте го уште еднаш во Светото Писмо. Затоа ние тука цитираме стихови од Светото Писмо, меѓутоа прочитајте го во контекст. Погоре над тој стих што пишува и во продолжение на тој стих што пишува. Ние го сакаме најдоброто за вас и затоа ова го правиме. Јас сакам тоа да го напоменам за вие да знаете дека треба да го испитувате и да ја барате вистината. Вистината за Бог. И сега би го прашал Никола, да се вратиме пак повторно на темата, како треба да се молиме? Едно прашање што е многу битно, нели? Денеска баш имав еден разговор со еден другар и тој ме праша, нели, како на кој начин треба да се молиме? Јавно, тајно и така натаму, нели? Кој е начинот за молење? И каде? Да, пред се еден човек за да има заедништво со Бог, за да има вера во Бог, односно за да може Господ Исус, како што е тој со други зборови, јас некојаш можам да го наречам джентлмен, не како што го спомна стихот. Димитар, стојам на вратата и чукам. Тој не со сила не сака ништо да ја направи со нас, не сака со сила да не натера да веруваме во него, со сила да не земи со сила во своето царство, без разлика која е нашата волја, односно нашата желба или како и да е. И најбитната молитва што еден човек може да ја каже е така наречената покајничка молитва. За покајничка молитва е како еден грешник, еден неправеден, односно еден неверник во Господ Исус Христос да ги споведа своите гревови и да признае дека се кае за тие гревови во животот што ги направил, без разлика колку биле мали. Сме зборувале на ова тема, повеќе пати сме спомнувале во претходните епизоди и сезони, дека еден грев направен, еден заповед прекршен од тие 10 Божји заповеди, исто кој сите си ги прекршил и кој да си виновен за сите. Ако си виновен за сите, ти батка си, во други збори, најлошиот човек што постои. Тоа за мене важи и за него пред се и после за секој останат кој го разбира тоа дека е така, кој верува 100% тоа што го пишува Светото Писмо, односно тие стихови, тие зборови дека се вистинити. И да го прими Господ Исус Христос со свој личен Господ или Спасител и да поверува дека воскресне исто така Господ Исус Христос на третиот ден, не само што умре за него, што ги изеде гревовите на тој крст, туку и воскресна, и сега е жив, и оддесно кај Бог Таткот и се застапува за нас, како што читаше Димитар. Кога таа личност ќе направи таа молитва, таа покајничка молитва, односно ќе се обрати кон Господ, таа личност станува, како што сме спорувале во претходните епизоди, наново родена личност и е водена од Светиот Дух, значи е наново роден и
го прима Светиот Дух кој Господ Исус го дава на секој еден кој верува во Него, во Неговото име. И исто така тој од кој ќе поверува ќе го прими тој Свет Дух преку таа молитва кон Господ Исус Христос, ќе биде воден од тој Свет Дух за понатамошни молитви кои треба да ги каже и ќе сака и е во потреба и е во благодарност пред сега што читавме, со просба, со молитва. Ќе оди кај Господ, тој човек, таа личност, како ние, пример, ќе биде предводен од тој Свети Дух, не оти многу таа личност ќе биде паметна или ќе стане некој мудрец, некој научник, туку едноставно Господ ќе го води преку Светиот Дух. И исто Господ Исус не учи, тој самиот преку Светото Писмо, како да се молиме и како да пристапиме. Како да пристапиме кога сакаме да разговараме, да имаме комуникација со него, да му кажеме нешто. И врска со тоа, врска со тој пример имам да прочитам нешто од Светото Писмо во врска со тоа што Господ Исус има да го каже за како да се молиме и инструкции од негова страна, бидејќи тоа е тој што знаеме е совршениот, се знае и сака од тоа што тој го знае, тој што го има, да го сподели со нас, бидејќи не љуби и го мисли недобро за нас. Ке ги прочитам добро познатите стихови, мислам дека се добро познати, од Матеј 6 глава, од 5 до 13 стих. Таму вели, и кога се молите, не бидете како лицемерите, кои сакаат да се молат стоејќи по синагогите и на аглите од улиците, за да ги видат луѓето. Вистина ви велам, ја имат својата награда. А ти, кога се молиш, влези во својата скришна соба, затвори ја вратата и помоли му се на твојот татко, кој е во тајност, и твојот татко, кој гледа во тајност, ќе те награди јавно. А кога се молите, не употребувајте напразни повторувања како народите, зашто мислат дека ќе бидат послушани заради многуте зборови. И така не бидете како нив, зашто вашиот татко знае што ви е потребно, уште пред да го помолите. Туку молете се вака: Татко наш, кој си во небесата, да се свети Твоето име, да дојде Твоето царство, да биде Твојата волја, како во небото, така и на земјата. Нашиот насушен леб дај ни го денес и прости ни ги нашите долгови, како што и ние им ги праштаваме на нашите должници. И не доведувај не во искушение, но избави ни од лукавиот, зашто Твое царството и силата и славата во сите векови. Амин. Амин. Добро познатата молитва, која може многу од вас имат веќе и кажано и повеќе пати си имат молено. Тоа е супер, продолжете така. И јасно тука читаме дека тоа што Господ Исус го бара од нас е да не бидеме луѓе кои на некој начин не се молат колку да имаат поради битното, колку да имаат однос со Господ и да има или да одат кај Бог, Господ Исус да му кажат што имат, дали имат проблем, дали имат благодарност или нешто, некоја потреба, туку тој били да не сме како луѓето кои излегуваат надвор на улиците јавно, да се со став на срце, да имаат да ги гледат другите луѓе, колку да ги видат другите луѓе, да речат, односно да не пофала за нашата религиозност, да речат, види колку е човекот религиозен, а лал да му е, со други збори, се моли јавно да го слушат сите, и тоа сум сакал јас да го правам, значи кога не бев, кога немав доволно познавање за Светото Писмо и оно што Господ Исус Христос го има за мене, јас бев и таков, и едноставно тоа Господ Исус, читајќи го овој текст, сватив дека не го бара тоа од нас и
вели напразно да не ги повторуваме истите зборови, истите паристи зборови во нашите молитви, туку да одиме во нашата скришна соба, значи тоа може да биде дома и тивко, сами без да некој или нешто да не го зема вниманието, туку да се фокусираме на нас и на Бог. И тоа и на молитвата која имаме да му ја кажеме ние на Бог, и нешто да имаме да му кажеме, дали било благодарност, дали било покајничка молитва, најбитната, како што кажавме, или молитва за некоја потреба, молитва за исцеление, за подобрување на некој состојба во животот, за наоѓање на работа и така нешто слично, не треба да биде во одредено некое место каде што некој или ние самите го одредил и рекол таму тоа е свето место и таму треба да се молиме исто, можете да го кажеме за тука. Значи кога се молиме ние на Господ Исус Христос, ние не доаѓаме специфично тука во оваа просторија каде што ги снимаме епизодите, да доаѓаме да му се молиме на Бог поради тоа што само тука Господ не слуша, а дома нема да не слушни. Не, напротив, тој вели, оди во својата скришна соба, затвори вели вратата и без кој да ни одзема вниманието, се помолиме тајно и нашиот Бог кој е на небесата ќе не награди јавно, вели. И тој со овие стихови, со овие зборови негови не инспирира, не мотивира да ние што повеќе се молиме, што повеќе да сакаме да имаме заедништво со него, да сакаме да, како се читавме скрос на првиот стих, да одиме кај него со просби и молитви, се да му искажуваме него, да му ги излеваме нашите срца према него. И како што кажавме, тоа не мора да биде во специфично место или во овие простори или во некој така наречен храм, да речам, тоа може да биде дома, секој лично со Бог, бидејќи тоа е тоа она што Бог го бара од нас и тоа што тој го смета за суштинско и за вистинито. Од како што сме спомнувале предходно, во претходните епизоди, како што се сеќавам, сме спомнувале дека они кои, мислам дека беше стихот, кои го слават Господ, треба да го слават во дух и вистина, вели. И дух значи, бидејќи, како што каже Димитар во воведот, не го гледаме Бог и му се обраќаме верувајќи дека тој ќе не слушне, верувајќи дека тој ќе не ги услиши нашите молитви, дека не само ќе не ги услиши, туку тој дека е верувајќи дека е тука, дека веќе е тука со нас, веќе не слуша, веќе како што читавме, вели, значи вашиот татко на небесата знае што ви е потребно уште пред да го помолите, вели тука. Рачунајте колку многу повеќе ќе не ги слушни молитвите, ќе ни даде тоа што го бараме, ако го направиме, ако се помолиме целосно и ако се помолиме во дух и во вистина, вистински да го направиме тоа, колку уште повеќе ќе ни даде, ќе не награди Господ. Ако го правиме тоа вистински и од се срце и нелицемерно, како што тој ни дава, не советува, како што тој ни дава инструкции, да речем. Супер, јас сакам да се надоврзам на ова што го кажа, дека Бог знае што ни е потребно, нели, тоа беше тематиката во стихот. Јас ќе прочитам од Прво Јованово послание, 5 глава, 14 и 15 стих. И ова е смелоста која имаме кон Него, дека не слуша ако просиме нешто по Неговата волја. И кога знаеме дека не слуша, што и да го молиме, знаеме дека ги имаме добиено молбите што ги побаравме од Него.
интересно многу дека имаме смелост кон Него, кон Бог, дека не слуша ако просиме нешто по Неговата волја. За да бараме нешто по Божјата волја, треба да ја знаеме Неговата волја. Меѓутоа пишува дека не слуша ако просиме, ако бараме нешто според Неговата волја. И кога знаеме дека не слуша, што и да го молиме, знаеме дека ги имаме добиено молбите што ги побаравме од Него. Значи, ние треба да одиме со вера кога се молиме, да се молиме според Божјата волја и да знаеме дека го имаме добиено тоа. Таква вера треба да имаме. Дека знаеме дека не слуша ако молиме според Неговата волја и дека го имаме добиено тоа веќе. Го прифаќаме со вера тоа што го молевме Бога, дека го добивме. Многу охрабрувачки се овие двата стихови од Прво Јованово послание 5 глава 14 и 15 стих. Тоа беше нешто што сакав така да го додадам како она што го прочита, на она што го прочита Никола. Сега ќе преминам на уште едно прашање кое го поставив и за кое истражував во Светото писмо. Во чие име треба да се молиме? Дали треба да се молиме во наше име? Дали треба да се молиме во име на некој од апостолите, учениците, пророците? Дали треба да се молиме во името на Исус Христос? Или треба да се молиме во некое друго име? Во чие име се молиме ние и му ги спраќаме молитвите на Бог? Во чие име? Многу битно и суштинско прашање. Јас ќе цитирам повторно од Светото писмо зборови на Исус Христос. И што рекол Господ Исус Христос во Светото писмо? Ќе читаме од Евангелието според Јован, 14 глава, од 12 до 14 стих. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши, и поголеми од нив ќе врши. Зашто јас си одам кај својот Отец. И што и да посакате од Отецот во моје име, ќе ви го исполнам. За да се прослави Отецот во Синот, ако посакате нешто во моје име, јас ќе го направам. Ова се зборови на Господ Исус Христос. Ако посакаме нешто во името на Господ Исус Христос, Исус Христос ќе го направи. Последниот дел од 14 стих, ако посакате нешто во моје име, јас ќе го направам. Ќе продолжиме понатаму во Евангелие според Јован, 15 глава, 16 стих. Вие не ме избравте мене, туку и јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да бидете плодоносни и плодот ваш да остане. Да што и да посакате од Отецот во моје име да ви даде. Значи, што и да посакаме од Отецот во името на Господ Исус Христос да ни даде. Значи, Отецот ќе ни даде. Тоа ни го кажува Јован 15 глава 16 стих. Што и да посакаме од Бог Таткото во името на Исус Христос ќе ни го даде. Ова се зборови на Господ Исус Христос. Не се мои зборови, не се зборови на Никола, не се некои измислици, бајки, туку тоа се зборовите на нашиот Господ Исус Христос. Продолжуваме понатаму. Во Евангелието според Јован, 16 глава, 23 и 24 стих, тука Господ Исус Христос кажува: И во тој ден нема да ме прашувате за ништо. Вистина, вистина ви велам. Што и да посакате,
од Отецот во мое име ќе ви даде. Досега ништо не сте барале во мое име, барајте и ќе добиете, за да биде радоста ваша полна. Интересно. Вика, досега ништо не сте барале во мое име, но барајте и ќе добиете. Барајте во името на Исус и ќе добиете, за да биде полна вашата радост. Интересно. Продолжуваме во Евангелието според Јован, 16 глава од 26 до 28 стих. Во тој ден ќе побарате во мое име. И не велам дека Отецот ќе го молам за вас, бидејќи Отецот сам ве сака. Зошто? Вие ме засакавте и сега и поверувавте дека јас сум излегол од Бога. Излегов од Отецот и дојдов во светот. Сега пак го оставам светот и се враќам кај Отецот. Вика Исус да побараме во Негово име, значи во тој ден ќе побарате во мое име и не велам дека Отецот ќе го молам за вас, бидејќи Отецот сам ве сака. Значи Бог Таткото сам не сака нас. Зошто не сака? Зошто ние го засакавме Исус. Вие ме засакавте и поверувавте дека јас сум излегол од Бога. Тоа го кажува Исус. Дека Бог Таткото не слуша. И дека, ако молиме во името на Исус, ќе го услиши тоа, ќе одговори на тоа. Тоа е нешто моќно, нешто силно. Значи, според сите овие стихови, може да заклучиме дека ние треба да се молиме во името на Господ Исус Христос. Она што го молиме, треба да биде во името на Господ Исус Христос. Не во некое друго име, бидејќи тој излезе од Бога. Господ Исус Христос излезе од Бога. Тој се врати кај Бога. Не никој друг не излезе од Бога. Никој. Исус Христос излезе од Бога, ние поверувавме дека тој е Божиот син. И сега е кај Бог, од десната страна на Бог. Се застапува за нас. Многу моќно и многу јасно. Секако, ова се само дел од стиховите од Новиот Завет. Ви препорачувам да го прочитате цел Нов Завет и ако најдите нешто што е контрадикторно на ова, слободно може да не исконтактирате, да искоментирате на видеото. Сепак ова е демократија, нели? Слободно секој има право да го каже мислењето. Меѓутоа, најбитно е она што го верувате да е во склад со Светото Писмо. Ако верувате нешто што не е во склад со Светото Писмо, тогаш вие сте во неволја. Не сум јас во неволја. Вие сте. Исто така, истото важи и за мене. И јас ако верувам нешто што не е во склад со Светото Писмо, јас имам проблем. И јас сум во неволја. Јас сум во темнина. Затоа, како христијани, треба да ја бараме вистината во Божиот збор. Божиот збор е Светото Писмо. Не е нешто друго. Не е измислица. Не е бајка. Не е некое мудрување од човек. Туку Светото Писмо. Многу јасно е тоа, но за жал некако самите некогаш околината ни го комплицираат сето тоа. Ни додаваат некои плюс идеи и размислувања. Затоа препораката е заборавете се, фокусирајте се на Божиот збор. Сето тоа другото е само едно шуштење, некое зуење во позадина. Не е вистинското. Вистинското е Божиот збор. Она што Бог го кажува, тоа и го прави. Тоа е вечно. Сето другото е минливо и небитно. За разлика од ова. И сега, нели, читавме околу застапникот, Никола прочита за тоа како треба да се молиме, нели, покајничката молитва, една од најбитните молитви, молитвата која Исус ја кажа Оче наш, дека треба да се молиме, нели, во тајност и ќе бидеме наградени јавно,
и дека Бог ги знае нашите потреби, и ако молиме според неговата волја, тој ќе ни го ислушува тоа и одговара, и да имаме став дека сме го примиле тоа. И сега стигнуваме како некои верници во Исус Христос се молеа. Некои примери во Светото Писмо за верници кои се молеа. Дали може, Никола, да ни прочиташ, да ни споделиш? Да, интересно, можем да наведам некои примери кои во моето читање на Светото Писмо сум ги нашол, сум ги видел и се различни, секој ќе ги прочитам една е за едно, една за друго, една е за трето, ама небитното што е? Му се браќаат на истиот Бог. Сите тројца, или 3-4, колку треба да прочитам, ќе прочитам, ситуации се обраќаат кон истиот Господ Исус Христос. Кон него се враќаат, тоа е најважното. И тоа ни е уште еден показател дека нашиот Господ Исус е семоќен и дека секоја потреба и се што ќе просиме или ќе молиме по неговата волја, ќе го исполни, односно ќе ни го даде. Добро, сакам да почнам со една интересна случка од Апостолски дела, 16 глава, од 25 и до 34 стих. Таму читаме: околу полноќ, значи апостол Павле и Сила се молеа и со песна го славеа Бога. Значи тие беа во затвор, а затворниците ги слушаа, но одеднаш стана силен потрес, така што се стресоа основите на темницата. Во истиот миг се отворија сите врати и на сите им падна оковите. А чуварот на темницата се разбуди и кога ги виде отворените врати на темницата, го изваде мечот и сакаше да се убие, мислејќи дека затворениците избегале. Но Павле викна со силен глас, велејќи: не прави си себе си никакво зло, зашто сите сме тука. А тој побара светлина, истрча внатре и треперејќи падна пред Павле и Сила, ги изведе и рече: Господини, што треба да правам за да се спасам? Тие пак рекоа: верувај во Господ Исуса и ќе се спасиш, ти и твојот дом. И им го проповеда Господовото слово, нему и на сите кои беа во неговиот дом. И тој ги зеде во истиот час на ноќта, им ги изми раните од ударите и веднаш се крсти и тој и сите негови. Тогаш ги одведе горе во куќата, постави трпеза и се зарадува со целиот дом, зашто поверува во Бога. Значи тука стиховите почнуваат со многу обична секојдневна ситуација во тие времења и во апостолски дела, ако читате во таа книга, значи сите ученици, сите апостоли, сите следбеници, верници на Христос се наоѓале во слични ситуации, дали во окови, во затвор, пред убивање, пред суд и така натаму, и сите исто да го правеле. Сите првото нешто што го правеле беше што се свртиле кон Бог, односно го побарале Бог и ја побарале неговата волја, односно тука го што читавме, се моле и го славеа Господ без разлика на нивната ситуација во која се наоѓаат, и Господ во истиот миг со помош на земјотрес, односно растресување на земјата, ги ослободи нив, значи нивните окови ги падна, ги скрши и ги ослободи дури и другите затвореници кои беа таму. И најдоброто од сето ова, значи тие се молеа и го славеа Бог во таква ситуација, а Господ како ги награди. Не само што ги награди, што ги ослободи, туку и самиот чувар што беше на затворот, самиот падна пред нивните нозе и самиот бараше како да се спаси, како можам да поверувам во Господ, ги праша, како можам, што треба да направам за да се спасам. Дури тоа, значи, таа е бонус награда од тие што ја добија
од тоа што Господ Исус ги ослободи нивните окови и ги ослободи. Една, односно бонус награда беше што ги ослободи останатите затвореници и другата бонус награда е тоа што самиот тој чувар на затворот дојде, му пристапи и ги праша што треба да направи за да се спаси. И тие нормално му го кажа Евангелието. Тој во истиот час на ноќта, нели читаме, поверува, ги изми раните на нивните удари, беше крстен, значи не само тој што поверува и беше крстен, туку тој и неговото семејство, сите негови, значи неговото семејство можеше да брои, ако едно просечно семејство кај нас од 20, од 3, 4 се состои, тогаш може и 10 души беше неговото семејство, може тој жена му иште повеќе деца, не знаеме колку, значи може многу големо да беше неговото семејство и значи се крсти тој и сите негови, значи сите поверува и сите се крстија. И вели тогаш тој ги одведе во куќата, значи му постави трпеза, се зарадува со целиот дом, бидејќи поверува во Бога. Значи Господ Исус Христос е од една ситуација во која навидум изгледа малце страшна, лоша, не баш пријатна, во која се наоѓале апостолите, ги избавува и му дава ваква радост, каква што читавме сега, и уште еднаш се потврдува тој стих што го читавме од Филипјаните, да одиме кај Господ со просби и молитви, да не се грижиме за ништо, туку со просби и молитви кај Господ да се обраќаме. И Божиот мир кој го надвишува секој ум, ќе не ги запази нашите срца во Христа Исуса. И тоа се деси со нив, тоа се случи со нив. Тие во таквите моменти го бараа, го молеа и го славеа Бог, а беа во затвор, значи не беа во храм, не беа во црква, тука не беа, значи не беа или дома, како што читавме, не затворија сабота, туку беа во таква ситуација и пак го молеа Бог, и пак Бог ги избави и ги награди со тоа што се спаси тој човек, неговиот дом и ги ослободи сите други затвореници. Гледаме дека тој им ги услиши молитвите и преку неговата сила ги ослободи другите. Ама и тоа кога го читам, ова треба да потикнува нешто во нас, да ни притизвикува да не престануваме ние да го молиме Господ, да се молиме на Бог. И каде и да сме во која ситуација, дури и ние може ќе се најдеме во таква ситуација. Не дај Боже во затвор, во окови, во страшни ситуации кои што се наоѓале апостолите поради Божјото слово. И во каква и да е ситуација, тој не бара да се молиме. Тој не бара и сака да дојдеме кај него. Оти во Евангелието според Јован 6 глава 37 стих, Исус вели: се што таткото ми дава ќе дојде при мене, а оној кој доаѓа при мене нема да го исфрлам, вели нема да го исфрлам, туку го напротив го барам да дојде во каква и да е ситуација, во која и соба да е, во која просторија да е, вели да се моли да дојде кај мене, зашто јас нема да го исфрлам. Евреите 11 глава 6 стих вели: а без вера не е можно да му се угоди на Бог, зашто кој му пристапува на Бога треба да верува дека има Бог и дека ги наградува оние кои го бараат. Како што читаше преги Димитар што споделуваше, кога ќе се молиме кај на Господ, да имаме очекување дека веќе тој ни го има дадено она што го молиме, така и тука ни потврдува во книгата на Евреите и ни вели: кој му пристапува на Бог треба да верува, вели, дека е Бог, дека има Бог, дека Бог постои, не дека му се моли на нешто непостојачко, и дека ги наградува оние кои го бараат. Тоа значи го бара Господ Исус од нас. Да веруваме дека тој е тука, дека ќе ни ги услуша молитвите, дека Бог постои и дека не наградува кога го бараме. Сакам уште една ситуација да прочитам во врска со молитва, односно обраќање према Бог,
ама ова е на друг начин и во други околности, ама е од истата книга, односно од апостолски дела. Тоа е 9 глава, од 36 до 42 стих. Таму вели, а во Јопија беше едно ученичко по име Тавита, што преведено на елински значи срна. Таа беше полна со добри дела и милостини, што ги правеше. Во оние денови се разболе и умре. Ја искапија и ја оставија во горната соба. А бидејќи Лида е близу до Јопија, учениците чуја дека Петар е во Лида и испратија при него 2 човека со молба. Не се двоми да дојдеш до нас. А Петар стана и отиде со нив. Кога дојде, го одведо во собата и му пристапија сите вдовици, плачејки и покажувајќи му ги туниките и облеките што ги правеше срна додека беше со нив. А Петар ги истера сите надвор, клекна на колена и се помоли, и се сврте кон мртвото тело и рече: Тавита, стани. А таа ги отвори очите и кога го виде Петра, седна. А тој и ја подаде раката и ја подигна. Потоа ги повика светите и вдовиците и им ја покажа жива. Тука гледаме дека други околности, значи апостол Петар е тука и тука не е тој во окови, не е во таква ситуација како што беше Павле и Сила, како што беа, и му соопштија дека некој чупе девојче наречено Тавита во Јопија, а тој беше, значи не беше таму, беше болна и било, значи чупето пишува дека била полна со добри дела и милостини и таа ги правела тие дела. И таа се разболела и таа болест доведела до смрт. Тука пишува дека Петар не бил во Јопија, бил во Лида, арнома тоа било близу до Јопија и тие учениците на Исус чуја дека Петар е таму и испратија молба до него да му кажат дека треба да дојде, да не се двоуми да дојде кај нив. Значи во Јопија, и тој кога ојде таму, значи му кажаја тие вдовиците дека за девојчето срна, на елински преведено, за нејзината случка, дека таа почина и Петар кога го виде тоа, вели ги истера сите надвор, значи клекна на колена, се помоли на Бог, се сврте вели кон мртвото тело и му рече Тавита, стани. Таа вели ги отвори очите кога го виде Петра седна. Значи гледаме тука, значи момент на чудо, гледаме Божјо чудо тука, воскресна човек. И тоа беше направено пак преку молитва. Петар клекна на колена и се помоли, ја побара Божјата волја и тоа девојче стана, ги отвори очите. И потоа Петар ги повика останатите и му ја покажа жива и натаму вели дека тие се израдува за тоа што тука се случи. Че Господ Исус Христос, неговата рака, неговата моќна рака е толку моќна што може дури и човек да воскресне од мртвите, ако е по неговата волја, како што беше во ова ситуација тука со ова девојче. И без разлика на ситуацијата, без разлика на околностите во кои Петар се наоѓаше, значи беше во друг град, не беше значи во тој град Јопија, туку беше во Лида, вели. Арнома бил близу до Јопија, сепак апостолот Петар одлучил да дојде таму, знаејќи ја работата што учениците, како што пишува, барат, и тој без сега на околностите ојде таму и вели клекна на колени и се помоли. Значи тука гледаме дека друг пример на молитва, но за други цели, за други причини таа молитва и е многу на некој начин, ако можем да се изразам,
практична. На практичен начин кој Господ Исус Христос го направи ова чудо и ја стана тоа девојче од мртвите и ги зарадува станатите луѓе и не требаше тука Петар да оди на друго место да прави нешто посебно, да како што читавме во молитвата Оче наш во тие стихови Исус каде што вели да не се правиме колку да не гледат луѓето сите, да не фалат за тоа што се молиме јавно, туку тој вели ги стера сите надвор, вели, и самиот клекна, вели, клекна на тој и мртвото тело, беа таму, вика, клекне на колени и се помоли, вели. Се сврти кон мртвото тело и рече, Тавита, стани, и таа стана, ги отвори очите. Значи, уште еден детал како може, ако бараме по Божја волја, значи ако просиме и одиме со просби и молитва кај Господ, во случајот на Петар на колена, Господ ќе го услиши тоа, дури ако треба и личноста ќе воскресне, ќе стане од мртвите, како што беше овде со ова девојче, и тоа што после тоа ги израдува сите кои ја видоја дека е жива. И Господ, ако е по негова волја, тоа го прави, но не треба нешто посебно. Тука не направи Петар некои одредени ритуали или некои одредени чекори, тука само му се помоли на Господ, клекна на колена, од се срце го побара Господ и неговата волја, и Господ го стана, односно го воскресна тоа девојче. Така треба и ние, како што спомнавме претходно за во дух и вистина, така треба и ние да го бараме Господ кога сме во нашата соба, во нашата самотија со Бог, да одеме да клекнеме на колени, да дадеме пред Господ и да го бараме она што ни треба, односно да ја бараме Божјата волја. И ако просиме, ако молиме според неговата волја, тој ќе ни го даде, и не треба да биде тоа со посебни зборови, во посебен час, во посебен момент, во посебна соба некоја или во некој посебен храм. Туку Господ Исус тоа го бара од нас, каде и да се наоѓаме, туку најбитно е ставот на срцето. Дали го правиме тоа вистински, дали тоа го правиме од се срце, дали тоа ни треба и дали молиме според Божјата волја, или колку да не видат луѓето дека се молиме или дека сме религиозни, или колку да го штиклираме нешто, да се помоли, го штиклира во мојот to-do list, така наречен, или работи што треба да ги направам. Туку треба да одиме искрено од се срце кај Господ, на колена дури ако треба, и лично со Бог. Време тивко кое е според неговата волја. Да, тие беа некои примери што ги извади. Супер, фала ти, Никола. Доста интересни примери кои се случија на вистина. Значи, овие случаи се запишани во Светото Писмо и на вистина тоа се случи кај тие верници во Господ Исус Христос. Сега доаѓаме до заклучокот и едно прашање до гледачите. Дали сте го предале вашиот живот на Господ Исус Христос преку молитва, со вера упатена кон Него? Значи, молитва со вера упатена кон Господ Исус Христос. Дали на таков начин сте го предале вашиот живот во рацете на Господ Исус Христос? Ќе ви прочитам неколку стихови. Во посланието на апостолот Јаков, во 5 глава, 15 стих пишува: И молитвата на вера ќе го спаси болниот и Господ ќе го крене. И ако направил гревови, ќе му бидат простени. Има сила во молитвата со вера. Во послание до Римјаните, 10 глава, од 9 до 11 стих. Зашто ако со твојата уста
исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе бидеш спасен, зашто со срцето се верува за праведност, а со устата се исповедува за спасение. Зашто? Писмото вели, секој кој верува во Него нема да се засрами. Овие стихови се многу важни. Со твојата уста, ако исповедаш дека Исус е Господ, дека е Исус твојот Господ, не било кој Господ, твојот Господ, Господарот, Господ на твојот живот, и во твоето срце веруваш дека Бог го воскреснал од мртвите. Зашто? Со срцето се верува за праведност, а со устата се исповедува за спасение. Многу суштински стихови. И писмото вели, секој што верува во Него нема да се засрами. Во Откровение, 3 глава, 20 стих. Ова го кажува Господ Исус Христос. Ова го прави Господ Исус Христос денеска кај тебе. Еве стојам на вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Господ Исус Христос вечерва, моментално, сега во овој момент, кога ти гледаш ова видео, стои на вратата на твоето срце, чука. Ако некој го чуе неговиот глас и отвори вратата, ќе влези при него. Господ Исус Христос ќе влезе при тебе и ќе вечера со тебе. Тоа сака да го направи Господ Исус Христос сега во овој момент. И затоа сега ние ќе се помолиме за тоа да се случи во твојот живот. Да се помолиме. Татко Небесен, доаѓаме пред Тебе во молитва, Господе. Ти си оној кој го испрати својот син, Господ Исус Христос, да умре на крстот за моите гревови. Верувам дека Исус Христос умре на крстот за моите гревови, беше погребан и воскресна на третиот ден. Доаѓам пред Тебе, Господе, и Ти го предавам животот мој. И верувам дека Ти, Господе, си оној кој е верен и вистинит. И Те молам, Господе Исусе, земи го мојот живот и промени го, Господе. Повеќе не сакам да живеам за себе, сакам да живеам за Тебе, Господе. Фала Ти што ми ги прости моите гревови на крстот, што го даде својот живот како замена за мојот, што со Твојата крв ме изми, ме исчисти и ме направи побели од снег. И фала Ти, Господе, за тоа. Фала Ти, Господе Исусе, што Ти ја плати смртната казна која јас ја заслужив. Те молам, Господе Исусе, промени го моето срце. Верувам дека Ти си Господ. Ти си Господ на мојот живот. Повеќе нема да живеам за себе, за светот или за луѓето, туку ќе живеам за Тебе. Фала Ти, Господе Исусе, за се што направи Ти на крстот за мене. Го прифаќам тоа и верувам дека Ти воскресна на третиот ден и дека еден ден Ти ќе ме воскресниш мене. Фала Ти за се, Господи Исусе. Те молам, Татко Небесен, во името на Господ Исус Христос. Амин. Доколку ова навистина со вера го молиш и го бараш од Бог и веруваш дека постои Бог и ги наградува оние кои го бараат, кои му се молат, тогаш тоа се случи. Ти ја отвори вратата на твоето срце. Ти го прими Господ Исус Христос во твојот живот. Тој е твојот Господар. Тој е твојот Спасител. Тој те спаси. Тој те избави. Тој ја плати казната за твоите гревови на крстот.
беше погребан и воскресна на третиот ден. Ако тоа, навистина, го молеше, тогаш што е следно? Следно е да го следиш Господ Исус Христос. Господ Исус Христос кажа дека секој кој сака да оди по него, да го следи, треба да се одрече од себе си, да го земе својот крст и да го следи него. Тоа го правиме секојдневно, читајќи го Светото Писмо. Преку читање на Светото Писмо ние го менуваме нашиот начин на размислување и имаме однос со Бог. И преку молитвата ние ги изнесуваме нашите барања, просби, пофалби, благодарности кон Бог и имаме еден жив однос со Бог. И треба да продолжиме да живееме за Господ Исус Христос, читајќи во Светото Писмо, ние ја гледаме неговата волја и живееме според тоа. И на тој начин ќе имаме заедништво со Господ Исус Христос и ќе живееме еден живот за Него, а не за нас. Секој миг кој го живееме за Господ Исус Христос вреди вечност. А секој миг без Исус е изгубен за секогаш. Секој миг без Господ Исус Христос е изгубен за секогаш. Уште еднаш го кажав тоа за да го напоменам од колкава важност е тоа. Важност која трае вечно, за секогаш. Ти благодариме што остана до крај на видеото, што го ислуша, што го изгледа ова видео и те посакуваме секое добро. Ти посакуваме Божји благослов и да продолжиш да чекориш со Господ Исус Христос. Поздрав и секое добро. Пријатно.